Нада Статиевска е жена за многумина невидлива, а толку присутна. Символна жена која се уште ги цени корените на семејството и како што самото име ја асоцира, со надеж родена, со надеж задоена, со надеж 65 години верна на животот и фамилијата. Ниту тежината на бремето не ја покосиле и бутнале на земја, но денес не мокна да продолжи понатаму. Осамена и тажна е поради болеста на нејзиниот сопруг кој веќе 15 години е закован за кревет и неподвижен. Целата работа и обврските во куќата се на неа. Јас сум и маж и жена во домот, ке рече таа. Се работа мрачно. Во животот ниту еднаш не сум влегла во бања и вистински тоалет. Перам на раце, немам правосмукалка, никогаш немам ниту храна, но не се предавам. Морам да живеам за сопругот кој без мене во ваква состојба не би издржал ниту ден. Најмногу ме боли осаменоста и неможноста со сопругот да разменам збор. Сепак, ако не боли, не е живот. Ако не минува, не е среќа. Со солзи во очите завршува баба Нада. Се наоѓаме во планинското село Приковци над Кратово. Денес ќе слушнеме една интересна животна сторија на една тетка која што навистина имаше потреба да го стави своето срце на дланка, едноставно да си ја испразни душата, но и да побара помош. Сето она што е потребно за да продолжи да опстане. Добар ден, тетка Нада. Дојдовме да те посетиме. Браво. Имаш тешка животна сторија и сакаш едноставно да си ја испразниш душата и да побараш помош, барем остатокот од животот да ги поминеш малку подобро. Имаш непокретен сопруг, Да. кој што веќе 16 години буквално функционира како билка. Да. Тоа ти е дополнителен терет. Да. Ајде детално да раскажеме твојата сторија. Може да одиме горе? Може. Од Скопје се. Од Скопје се луѓето. Дојдеа да не подземат, да не бидат тешкотијата што имам од тешкотија. Муки што имам. Проговори нешто, кажи им. Што пала, што се дошо, што да не подземат. Дојдоа да не подземат. И син ми кад дојде подземе, поплака, ајде. Со реченицата не случајно ми е дадено името Нада. За да се надевам, го започнува раскажувањето на својата животна приказна баба Нада од Кратово. Мирниот и кроток живот очигледно ќе бидат резервирани само додека била во домот на родителите, зашто откако ќе стапне во новиот дом, во куќата на сопругот Глигор, повеќе нема да знае што е добро, што е среќа и што воопшто е живот. Сиромашно на почетокот, сиромашно сега, само што сега веќе нависнале и болестите, со кои таа мора да се бори секојдневно. Со кого живееш во оваа куќа, Нада? Со Глигор. Глигор ти е сопруг. Сопруг. Заедно сте од 80-та година Да. и последниве 15 години се случува една неубава работа. Што се случи, како живеевте првите години? Тука сте постојано од како се земавте во оваа куќа? Не сме постојано. Беше кај свекар и свекрва. Дојде на 8 години кај нима, седеше. Таму ги имаше двете деца. И таму тешко многу живееше. Немаше никакви услови. Ништо немаше. Осим по терен. Ја дома. Двои са синове. Тешка работа килимара беше. И дома сите работи се да ги завршеше. Свекар ми беше многу тежок болен, задив имаше. Не видеше, беше со едно око, оштетен од руднико горе, Црни брод. Свекрва ми беше со една рука. Од роđењето која инвалидска. Се што ќе дојде гости, се ја ќе пречекаш и ја ќе испратиш. На сите им помагаш. Ти не работеше никогаш? Работеше ја. Детето прво го остави 10 месеца.
појде одма на работа, немаше ништо, сиромаси беа. Кад сам дојден, они само имаше една соба кај Глигора. Немаше ништо у куќа. И тие 5 месеца нема сиромаси беа, многу сме трпели. После со моите родители од Емирица, стекнемо, ние имамо горе стока, чуваме све. Родителите ни многу помогнаа на нас. Твоите родители? Моите родители, Тодоси и Јорданка, многу се ни помогнаа. По неколку години живот во заедница, баба Нада добива порака од свекрвата, дека мора да остават место за да верите и да ја напуштат куќата. Тоа е почеток на новиот живот во Кратовското Приковце, во кој Нада повторно ќе живее осамено, зашто нејзиниот сопруг како возач често бил отсутен од дома. Така живееле се до пред 15 години, кога сопругот добива мозочен удар, останува во постела, баба Нада започнува сама да преживува и да се грижи за него. Имам 3 синове, вика, а мора, вика, да си скочите вие, оние другите 2 синови да си доведат и они, нели, да се сваженат. И ја на Глигор му викам, ајде да си бегам, да идемо Кратово да си зема куќа. Он, тој се продавала оваа куќа, беше ненаправена и го купиме оваа куќа, тука. А каде бевте кај свекрвате, во кој град? Од дека исто у село. У село бемо. И такој земамо го оваа куќа, почнамо ние да го правиме. Доле само имаше дека сега седе снаата и сино. Една соба само имаше направено. Влага имаше, вода, сокопи црпеше. И се му викаше, дај да си бегаме од овдека, нема излаз. Мокро е местото, немаме услови, нима струја, нима ништо. И он, тој време млад, туј дече ќе живееме и туј обстанамо да живееме. Што работеше Глигор? Возеше камион, возеше джипове, возеше автобуси, работници вози, дрва, се. Работеше горе по планината Емирица и се е потерен бил. И скочи да се види со другари, таму, вамо, ја па остану сама. Татко му се моли, мајка му се моли да го слушам, он не. Овде ја се молу исто. И сам муж и жена исто толку години. Се сама. Кога беше млада и кога бевте здрави? Да, млада, здрава. Живеевте тешки денови. И после тоа почна си со болестите да се прави операции на жлючка, на кук, на женски работи, груди, све пропало тај живото мој. И сега бастум носу, наочри близко, задалеко, се преко лекарства са. У овие 16 години не сам ништо проживела добро. Ништо. Не сам проживела добро. Све само тешко. А сак овие 9 месеца па још потешко живеја. Тежината од минатото не е ништо, успоредба со тежината што од пред неколку месеци ја почувствувала оваа храбра жена, зашто дедо Глигор добива нов мозочен удар и веќе ниту може да зборува, ниту да се храни, ниту да слуша, ниту да ја даде било каква поддршка на баба Нада. Дојде со ноги, оде, шета, понасмее се, видиме по соба, подруг живееш. Ама сега како падна, значи јас гасна. Гледам човек лега, а не зборе, не стануе. И ми се чини сега, кад ќе стану од спање, диши или не ли диши тај човек. И сам пуна депресија. Многу е тешко. Кад му се случи ударо, ја тама си беше, речунам го тој купатело, а он беше надвор тај момент. И ја дори се облече и он одеднашка падна, викам шо падна, като легна ја одека у соба, он грбички и викам Глигоре, не те давам, он грбички и очите почна да го обрќа. И јас се така исплаши, викам готово, имаше таму, дека овој човек стои таму, едно шише вода, а он грбички дојде подува се телото на него тука напред. И јас се исплаши, вода земали сна на главата, кад пипна главата она, може 50-60 чуре косата, вода, успара од ударва. И одма зема телефон, брза помош повика, брзо дојдеа докторите. И му дрија инекции, вика некако, нека лега на патосо, вика,
после полъка, он вика ќе се поправи, вика ќе го дигнете, вика нагоре. А среќа, вика, имал, што јазикот не е поготнал за тој време. Ама, шо знам, Господ е на мене било и на него и му викам, не те давам, не се бој. А он крчеше у силов глас, кад му се случи. И ја так многу доби стрес. Тоа е 9 месеци. Така најтешко. И морам да го рану, човек е, шо да му работам. Ај. Ти го одржуваш во живот? Па да го јас сега одржувам во животот, на него и за мене. И ти си цел ден во оваа куќа само? Само, самена. Пред човек си без човек? Да. Тоа ми е тешкото. Немаш со кого да поразбереш? Не. Му зборуваш ли додека го раниш, додека... Ма, кажуј му се, ама ништо. Како реагира? Ништо. Како да не чуе, како не види, како не чуе и не знае. Аз во кој слух има и ме слуша. Кад тропну вратата, значи знае. Па по мене, што ми се мене јаде право за мене и за него. По тој. Ја вода ќе пију и на него вода ќе му даде. Ја ако пију сок и на него сок ќе му даде. Значи се е такој. Едно станување кога ќе стану, дишали, тоа е право. После постепено ќе почну што треба за хигиена, за се поред, за него. И после за мене и додека си ги сите работи постепено, се ручно работам, немам ништо на кој да прочисту, да оноду, врткам се, досади ми се, подлегну, па стану. Некоја жена кад ти повикне, дојде подзрнеме, вика што си затворено 4 зида. Па, викам дек да иду. Дојде поразговорат ме. Ај бих прошета искочу, заклучу вратата, па прошетам со снеду. Имамо чешна тама, пунемо вода, тај си пием, научени смо си. До вода. До комшика подзрну разговор, си врну се. Ти се плашиш и кога мораш некогаш да излезеш на градот, да купиш Да. лекарства? Да. Се плашиш и кога го оставаш, Да. да не падне, да не се... Да. Викам, што допогне. ќе затечу? Како нема да се плашам, мора да се плашам. И се брзам и тамам. И забравам, пример, нешто лекарство, нешто или багаж, новчини ќе забрава или било шо, па се враќам, викам забрави, викам побрзо. Не може. Ете што немам купатило да се избањам како човек. Немам купатило, немам перална, тие са ми најосновни. Таа електрично работи и оште, додека иде, ќе иде. Немате ниту тоалет? Нема. Шпоре има, ама тој го купимо, некако прикупимо го тој. Како зимама кредитче. Чуреше, не се седеше и собата е за никаде. Верувам дека ќе стигне до народот вашата порака, вашата желба, вашата мака, ќе ги допре и да запрат вашите солзи. Само тоа ќе посакам. Дај Боже, на сите нека да помага па и на нас. Ја и викам ми не треба на вакав живот. Може да издржам ништо. Но вие сте млади, имате само 65 години. Јас сум младо сум ми препаднало, тешко те иде. Како што викате, ме крстиле нада и ќе се надевам цел живот. Мора да издржите до крај. Па ќе издржуваме што ги правим. Таков е животот. Сите најубави работи завршуваат со залезот на сонцето, но и сите најтешки работи завршуваат со залезот на истото, како ништо да не било. Мракот покрива се. Пуштете ги работите кои не можете да ги промените. Со изгреј сонцето, секи ни се чини ново. И луѓето, и работите. Одлуката за издржување поусилна, а надежта никогаш поблиску достижна.